За 5 минути доаѓа. Што се случи? Зошто плачеш? Си го мразам телото. Се мразам себе си. Светов е никаков и не сакам да бидам повеќе овде. Не вреди. Зошто мислиш така? Немам пријатели во училиште. Никој не ме сака. Само седам дома, гледам телевизија, читам книги или било што. Се чувствувам како да не припаѓам овде. Зборуваш глупости. Ти си најдеш пријател. Сега мора да ме извиниш, се брзам. Имам состанок на кој мора да присуствувам. Чао, душа. Те сакам. Да, се извинувам што доцнам, еве веќе влегуваме во градот. Што ти се случи? Па ти реков дека отидов да возам велосипед со Ана. Не сакајќи си излизгав на чакал и паднав. Аха, разбирам. Па биди повнимателна следниот пат. Веднаш веќе влегувам, да. Каде ќе одиш? Ќе одам на базен, ти реков дека сакам редовно да пливам за време на летото. Нели имавме друг план? Нели ти реков дека ќе одиме на фотографирање и кастинг сесија за онаа реклама за шминка? Но ти реков дека не сакам да одам. Немам желба да станам модел или некоја си кукла за реклама. Ќе одиме таму за 2 часа, не ми е гајле. Не ми е гајле, млада, тамо доаѓаш и точка. Зошто се случи ова? Изгледаше дека е во ред. Зошто ни го направи Ни ова? јас не знам, не можам да верувам дека ја нема. Очигледно сме пропуштиле нешто. Мислам дека ја знам причината зашто го стори тоа. А за сето тоа сум крива јас. Што? Не ја го купи фустанот што и се допаѓаше, а толку многу го сакаше. Не, мислам дека од тоа кога падна во градината тогаш не можев да престанам да се смеам бидејќи беше покриена со кал. Нема смисла тоа. Мислам дека е поради случката кога ја купивме италијански сладолед, но и падна пред дури и да го вкуси. Не изедовме нов бидејќи беше прескапо. Во право си. Како можев да бидам толку слепа за незината болка? Не можам ни да замислам колку и било тешко да се носи со тоа. Мамо! Тато! Сама на Надица Трајкова. Драма за проблемите на средношколците, драма за родителите кои не ги сваќаат и не ги третираат сериозно проблемите на своите деца тинејџери.